Господине премиер, ќе се согласите со мене дека 2008-2009 година беа многу значајни финансиски кризи на секаде во светот, исто како кај нас. Може би слични на овие што се сега, ако не па и овие се малку посериозни. Што е разликата што тогаш не се почувствува во државата, а сега се почувствува и народот е се посиромашен? Со тоа што тогаш во владата имаше луѓе кои што ова вие сега тука како на пазар лицитирате, одете кај овој, одете кај оној, вие сте одговорни. И јас да сум на ваше место, јас би се растрчал на секаде за да можам да му помогнам на стопанството и на народот. Вие во тој момент закажувате итни пресконференции на кои што ништо не кажувате и се обидувате да лицитирате со имења, ќе го викне овој, ќе го викне оној. Понатаму не спинував дека вие сте го рекле. Детално кажав, министерот за економија кажа дека нека дојде некој да ми каже како може да се чуваат резерви на газ и да се донесат до Македонија, од Австрија до Унгарија. Не ве демантирам јас, ќе се го прашате Александар Вучич кој ќе идете на состанок, зошто и се заблагодари на државата Унгарија за складирање на газ кој што во овој момент Република Србија вие ќе треба да го внесувате преку тето и да им враќате со струја. Логичното прашање е како може Вучича, зошто да не можете вие? Исто така како со вакцините, исто така како за храната, исто како за струјата, исто како за газот, јас ќе ви кажам како може, затоа што тој работи и е способен, а затоа што вие мислите како да потрошите 400.000 евра на македонска вечер таму и да го придружувате да киде наоколу на штандовите. Наместо да разговарате со него како да обезбедите газ и енергенси, вие ќе одите ке шетате и потоа ќе гледаме сцени како на границата, кога колони возила ќе чекаат или со едно фрижидерче на вакцини ќе ни пренесуваат на нас. Искрено ќе ви кажам, никаде немам намера да одам со министерот и да гледам како што изгледа, затоа што тој треба да го прави тоа, затоа што е платен од мој и од парите на граѓаните. Тоа му е обврска и тој тоа треба да го прави, а јас не треба да го придружувам никаде и ова што го зборувам тука јас или партијата може само да го слуша и му ги бесплатни советите. Нека продолжи да се слуша со тој што се слушнал вчера, па може би нешто ќе трне и на подобра насока во однос на енергетиката. Јас лично кога ќе одам таму да гледам како изгледа житилово или да треба на некого нешто да му покажувам, тогаш ќе бидеме ние во влада и тогаш ќе ја видите разликата на перформансите на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Тоа можете да го видите во сите општини, тоа можете да го видите во сите институции каде што работи ВМРО-ДПМНЕ. Ете за град Скопје должен сум ви да ви објаснам. Ако сте толку јак, господине Ковачевски, искористете го денеска денот да дадете оставка, да идеме на предвремени избори, па да видиме кој како стои, кој подобро менаџирал. Да ни оние кои што во моментот ги менаџираат општините, јавните претпријатија или институциите кои што им се доверени, или од оваа страна, премиерот, министрите или било кој има било каква должност да обавува некаква функција. Од аспект на топлотната и енергетската криза, ќе ви го давам цитатот на вашиот советник за енергетика, кој што рече: еве за топлотнава криза, се надевам дека ќе обезбедиме газ, ако не ќе идеме на мазут, ама се надевам дека нема да дојде до тоа и дека времето ќе било добро, гледал временска прогноза. Тоа е вашата тактика за соочување. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања.